Makedonski svetitelji. Mesec maj. Sveti Jovan Novijaninski se praznува na 1. maj, nov stil, ili 18. april, star stil. Sveti Jovan bil rodom od Janina, nekogаш prestolnina na makedonskиот car Pir. Кога неговите сиромашни родители умреле, младиот Јован се преселил во Цариград и таму го продолжил својот занает. Недолго пред тоа, турците го беа освоиле Цариград и многумина христијани од страв се беа одрекле од Христа и примиле ислам. Продавницата на Јован била токму меѓу овие потурчени христијани. Колку што повеќе тој горел од љубов кон Господа Христа, толку повеќе се истакнувал како христијанин меѓу Христовите предавници. Еден ден, откако тој се препирал со нив за верата и ги укорил за предавството, тие го одвлекле на суд и лажно го обвиниле дека божен порано го примил исламот, но повторно се вратил во христијанството. Најпрво турците го мачеле и биеле со стапови и со железни шипки, а потоа го фрлиле во затвор. Другиот ден, на Великден, повторно го повеле на мачење, а Јован излегол радосно пеејќи: Христос воскресна од мртвите. На своите мачители храбро им рекол: правете што сакате, за поскоро да ме испратите од овој краткотраен земен живот во животот вечен. Јас сум роб Христов. Христа го следам, за Христа умирам, за да живеам со Него. По ова го врзале во синџири и го одвеле да го запалат. Кога го видел големиот оган подготвен за него, Свети Јован самиот потрчал и скокнал во пламенот. А неговите мачители, штом виделе како скока и колку ја сака смртта, го извлекле од огнот и го осудиле на смрт со меч. Откако му ја одсекле главата, ги фрлиле и телото и главата во огнот. Подоцна, христијаните од пепелта успеале да соберат некои остатоци од неговите чесни и чудотворни мошти и го погребале во Великата црква во Цариград. Свети Јован Јанински се удостоил со маченичка смрт и примил венец на божествената слава на 1. мај, односно 18. април, 1526 година. Свети маченико Јован Јанински, моли го Бога за нас. Свети Јован Солунски се празнува два пати во годината. На 24. април нов стил или 11. април стар стил, како и на 1. мај нов стил или 18. април стар стил. Свети Јован Солунски бил роден кон крајот на 8. век. Во младоста станал ученик на монахот Григорий Декаполит и примил монашки чин од него во Солунскиот манастир. Под раководство на својот искусен учител, Свети Јован постигнал високо духовно совршенство. Кога императорот Лав Ерменецот, кој владеел од 813 до 820 година, продолжил со прогонството на православните христијани поради почитувањето на светите икони, монахот Григорий Декаполит, заедно со монахот Јосиф Песнописец и со својот ученик Јован Солунски, тргнал од Солун за Константинопол да се спротивстави на иконоборната ерес. Неколку години и покрај гонењето, светите Григорий и Јован бестрашно го бранеле православието, проповедајќи го почитувањето на светите икони. По многу трудови, околу 820 година се упокоил монахот Григорий, а набргу по него и неговиот верен ученик Јован се представил во Господа. Монахот Јосиф Песнописецот ги пренел моштите на светите Григорий и Јован во црквата што ја изградил во чест на свети Николај Чудотворец. Свети Јован Солунски, моли го Бога за нас.
Свети исповедник Козма, епископ Халкидонски и преподобен Авксентий. Се празнуваат на 1 мај, нов стил, или 18 април, стар стил. Светиот исповедник Христоф Козма потекнува од градот Константинопол, престолнината на Македонската империја, така наречена Византија. Засакувајќи го Христа уште од мали нозе, тој го напуштил овој суетен свет и се замонашил. Водејќи строго подвижнички живот и постигнувајќи совршенство во многу добродетели, Свети Козма станал живеалиште на Светиот Дух. Подоцна, Свети Козма бил поставен за епископ на градот Халкидон. Во епископски чин ревносно го бранил православното учење, кое во тоа време било прогонувано од еретичките иконоборци. Иконоборците еретици постојано го принудувале светителот да не им се поклонува на светите икони. Но тој храбро го бранил православното учење и не им се подчинувал на еретиците. За својата цврстина во православието, светителот поднел многу маки од гонителите и бил пратен во затвор. Откако го ослободиле од затворот, почнале повторно да го принудуваат да не ги почитува иконите, но Свети Козма, како и претходно, ја покажал истата голема цврстина во православието. Затоа повторно бил подложен на бројни маки и тешкотии, заедно со монахот Авксентий. Среде овие неволји, Свети Козма примил блажен крај на почетокот на 9 век, околу 816 година, за време на иконоборецот императорот Лав Петти Ерменецот, кој владел од 813 до 820 година. Свети Козма и Авксентий, молете го Бога за нас. Свети Никифор се празнува на 2 мај, нов стил, или 19 април, стар стил. Нашиот голем отец, блажениот Никифор, бил од градот Константинопол, престолнината на Македонската империја, така наречена Византија. Неговите родители Андреј и Теодора биле благородни и многу богати луѓе. Тие го научиле својот син на стравот Божи. По нивната смрт, Никифор, знаејќи ја суетата на светот, почувствувал во себе желба да се посвети на службата кон Бога. Затоа, откако им го поделил целото свое наследство на сиромашните, тој се повлекол од Цариград по Халкидон. Потоа отишол во манастирот Свети Андреј и, гледајќи го совршениот живот на подвижниците, решил да остане кај нив. Набргу потоа, игуменот на манастирот го испратил на Феникискиот остров, каде што се наоѓал манастирот на Пресвета Богородица, за таму да биде игумен и да го пасе стадото Христово. Пристигнувајќи на островот, Свети Никифор со многу чуда ги обратил незнабожците кои живееле таму, во верата Христова, ги уништил нивните храмови и на нивно место изградил цркви. Со својот подвижнички живот тој ги надминал сите. Живејќи во манастирот 33 години и чувствувајќи ја близината на неговото заминување кон Господа, ги известил браќата за тоа и на негово место го поставил благочестивиот монах Јосиф за игумен, а тој самиот побрзал да замине во Халкидон. Седејќи на бродот му станало лошо и им рекол на морнарите: "Бидете храбри и спокојни, зашто одам кај Господа. Однесете го моето тело во Халкидон." Со овие зборови светителот се упокоил. Со благопријатен ветер, бродот набрзо отпловил кон Халкидон, а таму, со големи почести, било погребано телото на преподобниот. Свети Никифор, моли го Бога за нас. Свети Теодор Трихин се празнува на 3 мај, нов стил, или 20 април, стар стил.
Преподобниот Теодор Трихин бил син на богати родители и потекнувал од градот Константинопол, односно Цариград, престолнината на Македонската империја, така наречена Византија. Оставајќи ги родителите и богатството, поттикнат од љубовта кон Бога, тој заминал од родното место и се замонашил во еден пустински манастир во Тракија. Овде тој водел таков строг начин на живот, што толку го истоштил своето тело, така што лицето му станало како на мртов човек. Цели ноќи стоел на молитва и покрај студот и мразот никогаш не ја покривал главата и носел само наметка од кострет, поради која го нарекле Кострет или Трихин. Така и манастирот во кој светителот го поминал својот суров живот, почнал да се нарекува со неговото име. Заради своите добродетели, Свети Теодор добил власт од Бога над демоните и откако извршил многу чудеса, во мир се представил во Господа. Чуда правил не само за време на својот живот, туку и по упокојувањето, зашто од неговите свети мошти течело благомирисно и исцелително миро, со кое, во слава на Христос, нашиот Бог, се лекувале многу болести и се изгонувале нечистите духови. Времето на животот на Свети Теодор не е точно познато. Сигурно е само дека живеел помеѓу 4 и 9 век. Свети Теодор Трихин, моли го Бога за нас. Свети апостол Лука се празнува на 5 мај, нов стил, или 22 април, стар стил, заедно со светите апостоли Натанаил и Климент. Свети апостол и евангелист Лука има македонско потекло и бил роден во градот Антиохија, кој тогаш бил претежно населен со македонци. Во младоста изучувал филозофија, медицина и сликарство. Течно зборувал повеќе јазици, како и мајчиниот македонски, а одлично ја познавал и македонската писменост којне. Во време на Господ Исус Христос, Свети Лука од Антиохија се преселил во Ерусалим. Тој го познал вистинскиот Бог, поверувал во него и бил вклучен во 70 апостоли кои биле испратени по светот да го проповедаат Словото Божјо. Свети Лука и сам зборува за ова во своето Евангелие. Господ назначи и други 70 и ги испрати пред себе по двајца во секој град и место, каде што и сам сакаше да оди. Во последните денови од земниот живот на Спасителот, кога Божествениот пастир бил изложен на страшни измачувања, светиот апостол Лука бил во Ерусалим, тагувајќи и плачејќи за својот Господ, кој доброволно страдал за човековото спасение. Но неговата тага наскоро се претворила во голема радост, зашто воскреснатиот Господ им се јавил нему и на Клеопа, кога оделе на пат во Емаус, поучувајќи ги да ги разбираат Светото писмо и пророштвата. По слегувањето на Светиот Дух врз апостолите, Светиот апостол Лука останал некое време заедно со другите апостоли во Ерусалим, а потоа заминал во Антиохија, каде веќе имало голем број христијани. За кратко време, Свети Лука ја напуштил Антиохија и станал соработник и придружник на Светиот апостол Павле. При второто Павлово мисионерско патување, Свети Лука отпатувал со апостолот Павле во Македонија да го проповеда Христовото Евангелие. Свети Павле го оставил Свети Лука во македонскиот град Филипи да ја одржува веќе основаната и организирана црква. Свети Лука останал во Македонија неколку години, проповедајќи и ширејќи го христијанството. Кога Свети Павле повторно го посетил Филипи на крајот од неговото трето апостолско патување, тој го испратил Свети Лука во Солун, како и во Троада, да собере милостина за сиромашните христијани во Палестина. Собраната милостина Свети Павле и Свети Лука ја однесле во Палестина, по патот посетувајќи ги веќе основаните цркви, кои се наоѓале на островите на архипелагот, на бреговите од Мала Азија, по Феникија
и Јудеја. Кога апостол Павле бил фатен и под стража одведен во палестинскиот град Кесарија, Свети Лука останал покрај него и не го напуштил, дури и кога тој бил испратен во Рим, во дворот на римскиот император. Двајцата заедно ги издржале сите тешкоти и при патувањето по море, изложени на големи опасности. Пристигнувајќи во Рим, Свети Лука бил секогаш покрај апостолот Павле и заедно со Марко, Аристарх и некои други придружници на големиот апостол го проповедале Христа во главниот град на империјата. Во Рим, Свети апостол Лука ги напишал и своето свето Евангелие и делата на светите апостоли. Делови од светото Евангелие ги напишал и во Македонија, во градот Филипи. Свети Лука ги напишал своите дела од Новиот Завет на јазикот којне, а тоа бил оној јазик кој македонците го наложиле како официјален во земјите со кои владееле. Всушност, целиот Нов Завет бил напишан на јазикот којне. Овој факт го потврдуваат многу историчари, меѓу кои познатиот библиски историчар доктор Чарлс Френсис Потер, кој децидно потенцира дека јазикот на Новиот Завет не е грчки, туку којне. Тој тврди дека промашувањето на овој факт се до 20 век представувал една од најголемите грешки на учените, која имала трагични ефекти. По 2 години заробеништво во Рим, светиот апостол Павле бил ослободен и веднаш посетил некои цркви кои порано таму ги основал. Свети Лука секогаш го придружувал. Но по кратко време при жестоките прогонства на христијаните во Рим, Свети Павле бил повторно фатен и затворен, а потоа и убиен. Светиот апостол Лука бил очевидец на мачеништвото на светиот апостол Павле во Рим. По неговото преселување во вечноста, Свети Лука продолжил да го проповеда Господа Исуса Христа низ Римската империја. Потоа преку Галија и Далмација дошол во Македонија, каде што останал 7 години. Покрај Филипи, Солун и Троада, честопати заминувал да проповеда и да организира и други цркви низ повеќе места во Македонија, како и во соседна Ахаја. Подоцна бил и во Египет, каде во Александрија поставил нов епископ, а потоа заменал на територијата на денешна Грција, каде што во градот Теба бил мачен и обесен од страна на тамошните пагани. Тогаш бил на возраст од 84 години. Во втората половина на 4 век, неговите свети мошти биле пренесени во Цариград. На неговиот гроб се случиле многу чудесни излекувања. Старите црковни писатели сведочат дека свети апостол Лука по набожната молба на локалните христијани ја насликал првата икона на Пресвета Богородица со малиот Господ Исус во нејзините раце. Сушност, тој насликал за неа 3 икони и кога и ги донел, таа гледајќи ги рекла: "Благодатта на родениот од мене и мојата благодат нека видат со овие икони." Светиот апостол Лука ги насликал и иконите на светите апостоли Петар и Павле. Така, тој го воспоставил почетокот на насликување икони во слава на Бога, на Пресвета Богородица и на сите светии, а воедно и прескописот во светите цркви. Свети апостоле Лука, моли го Бога за нас. Света Елисавета Константинополска. Се празнува на 7 мај, нов стил, или 24 април, стар стил. Преподобната Елисавета била избрана уште од утробата на нејзината мајка да му служи на Бога, бидејќи пред да се роди, на нејзината мајка и било објавено од Бога дека ќе има ќерка која ќе биде избран сад на Светиот Дух. Уште од млада возраст предадена на служба на Бога и тајќи кон бесмртниот младоженец Христос, Света Елисавета постанала монахиња во Цариградскиот манастир, изграден во чест на светите безсребреници Козма и Дамјан од страна на македонскиот император Јустин I, кој владел од 518 до 527 година. Во овој манастир таа му служела на Бога во рангот на ангелите,
заедно со другите девствени монахињи, исцрпувајќи го своето тело со пост и огромни трудови. Таа толку му угодувала на Бога, што примила од него дар за лекување на болестите на луѓето, не само телесни, туку и духовни. Таа со својата молитва исцелувала секоја телесна болест, а со своите зборови и боговдахновени упатства ги исцелувала човечките души, поучувајќи ги на покаяние и на добродетелен живот. Како облека й служела само кошула од суров кострет, и иако незиното тело било замрзнато од студот, незиниот дух секогаш горел од пламенот на божествената љубов. Откако била избрана за игуманија на сестрите, светителката покажала уште поголеми дела, грижејќи се за спасението на нивните души. Незиното воздржание било многу строго и таа поминала многу години без да јаде леб и јадела само овоше и зеленчук, но никогаш не вкусувала масло и вино од целиот свој живот. Многу често таа постела 40 дена како големиот Мојсей, не јадејќи ништо во тоа време. Таа 3 години, подржувајќи ја понизноста на евангелскиот митник, не ги кревала своите телесни очи кон небото, туку со своите духовни очи секогаш го гледала Бога кој живее на небесата и размислувала за него. Еднаш, кога како и обично сама се молела во текот на ноќта, таа била осветлена од озгора со небесна светлина. Освен тоа, света Елисавета правила и многу чудеса. Еднаш со својата молитва убила жестока змија. Во друга прилика излекувала жена која страдала од долгогодишно крвотечение, а истерувала и нечисти духови од луѓето и правила многу други чудеса. Чудата ги правила не само за време на незиниот живот, туку и по незината блажена смрт. На незиниот гроб се случувале најразлични исцеленија. Особено е познато дека многу слепи прогледале на незиниот гроб. Поради недостаток на историски податоци, не е точно утврдено времето на животот на света Елисавета. Но врз основа на податокот дека во нејзина чест бил составен канон од свети Јосиф Химнографот во втората половина на 9 век, може да се заклучи дека света Елисавета живеела меѓу 6 и 9 век. Света Елисавета, моли го Бога за нас. Свети Сосипатар Вериски се празнува на 11 мај Нов стил или 28 април Стар стил, заедно со светиот Јасон и света Керкира. Свети Сосипатар и свети Јасон се вбројуваат во 70-те апостоли, а света Керкира била ќерка на некој управител од островот Крв. Во делата апостолски пишува дека свети Сосипатар бил син на Пир, име кое се среќава и во постариот античко-македонски омастикон, и дека потекнувал од Верија, денешен Бер. Свети Сосипатар се споменува меѓу оние кои го придружувале апостолот Павле на неговото патување низ Македонија до Ерусалим, а може и да се претпостави дека апостолот Сосипатар, заедно со другите христијани, бил со апостол Павле и во Троада. По своето послание до римјаните, свети апостол Павле ги нарекува светите Јасон и Сосипатар и своји сродници. Свети Јасон, кој бил родом од Тарс, бил поставен од апостолот Павле за епископ Тарсиски, а свети Сосипатар, беранецот, за епископ Икониски. Патувајќи и проповедајќи го Евангелието, овие двајца апостоли пристигнале на островот Крв, каде што успеале да изградат црква во чест на светиот првомаченик Стефан и да обратат многу незнабожци во верата. Владетелот на тој остров ги фрлил во затвор, каде биле затворени и 7 разбойници. Овие 7 апостолите ги превеле во верата Христова и од волци ги направиле агниња. Дознавајќи за тоа, управителот наредил тие 7 да бидат погубени во врела смола. И така, тие примиле маченички венец. Затворскиот чувар, гледајќи го нивното мачеништво,
се прогласил за християнин. Заради ова му ја отсекле левата рака, па двете нозе, а потоа и главата. Владетелот наредил апостолите Јасон и Сосипатар да бидат тепани со камшик и повторно да бидат затворени. Откако неговата ќерка, девицата Керкира, ги видела од прозорецот маките на тие Божи луѓе и дознала поради што ги мачат, и самата се прогласила за христијанка и им ги раздала сите своји накити на сиромасите. Разбеснетиот владетел се обидел да ја убеди својата ќерка да се одрече од Христа, но света Керкира била непоколеблива и покрај сите убедувања и закани. Тогаш тој смислил страшна казна за својата ќерка. Наредил да ја стават во посебна зандана и да ја го пуштат разбойникот и блудникот Мурин, за да ја обесчести Христовата невеста. Но кога разбойникот се приближил до вратата од затворот, го нападнала мечка. По ова, света Керкира го просветила со Христовата вера, па Мурин изјавил дека е христијанин и веднаш бил погубен. Царот се разгневил на својата ќерка и ја затворил во посебна самица, па наредил таа да биде запалена. Самицата изгорела, но девицата останала жива. Гледајќи го тоа чудо, многу народ се покрстил. Разјарениот цар тогаш наредил ќерка му да ја приврзат за дрво и да биде убиена со стрели. Така светата Керкира ја предала својата душа на Господа. По нејзината смрт, владетелот решил да ги погуби сите христијани на островот Крв. Така биле изгорени мачениците Зенон, Евсеви, Неон и Витали, кои ја примиле Христовата вера од апостолите Јасон и Сосипатар. Бегајќи од жестокиот владетел, оние што поверувале во Христа избегале на блискиот остров и се сокриле. Владетелот тргнал по нив со лагја, но лагјата потонала во морето и така нечестивиот владетел загинал како некогаш фараонот. Владетелот што го заменил, наредил да ги фрлат апостолите Јасон и Сосипатар во котел со варен катран, но кога ги видел неповредени, со солзи извикал: Боже Јасонов и Сосипатров, помилуј ме. Ослободените апостоли го крстиле владетелот и му го дале името Севастијан. Со негова помош, апостолите Јасон и Сосипатар изградиле неколку цркви и слободно го проповедале Евангелието, утврдувајќи ја црквата Божја на островот Крв до длабока старост. Тука и го завршиле својот земен живот и се преселиле во дворовите Господови. Свети апостоле Сосипатар, заедно со свети Јасон и света Керкира, молете го Бога за нас. Свети маченици Ѓорги и Ирина се празнуваат на 13 мај Нов стил или 26 мај Стар стил. Светиот Христов маченик и исповедник Ѓорги бил роден и живеел во градот Константинопол, престолнината на Македонската империја, така наречена Византија, во 9 век. Заради поклонувањето на честните икони и почитта кон нив, бил фатен од иконоборците и изведен пред безбожниот цар Теофил I. Тој час со убедувања, час со закани, почнал да го принудува да се одрече од Христа и да не им се поклонува на светите икони, но светиот Ѓорги не се согласил со тоа. Навреден од гнасните и измамнички зборови на мачителот, тој му рекол: Секој вистински христијанин треба да се поклонува на честните икони и да ги почитува, бидејќи нивното почитување е всушност почитување на нивниот божествен праобраз. После овие зборови, на свети Ѓорги му врзале јаже околу вратот и почнале да го влечат по градските улици како злосторник, па го ставиле во затвор, го исмејувале и потоа му го ограбиле целиот имот. На крај, заедно со сопругата Ирина и децата, го испратиле во прогонство, каде што, откако претрпел многу неволји, тој се представил во Господа. Свети маченици Ѓорги и Ирина,
Молете го Бога за нас. Свети Акаки Серски се празнува на 14. май Нов стил или 1. май Стар стил. Свети Акаки бил роден во селото Ниохори, односно Ново село, во близината на Солун. Неговите родители биле побожни луѓе и кога им се родило дете, го крстиле Атанаси. Кога Атанаси наполнил 9 години, неговото семејство се преселило во Серес. Таму родителите го испратиле кај некој чевлар за да учи занает. Но чевларот бил лош човек и многу го тепал малиот Атанаси. Еден ден толку го натепал, што Атанаси плачејќи побегнал од дуќанот и излегол на улица. Таму го сретнале 2 турчинки. Тие го утешиле и го одвеле во својот дом, каде добро го нахраниле. Бидејќи се уште бил дете, го убедиле да помине во исламот. Едната од нив била жена на некој големец, кој го задржал Атанаси кај себе како свој син. Кога Атанаси пораснал, жената на турскиот големец посакала да го наговори на блуд, но тој ја одбил, пошто таа го наклеветила кај мажот дека божем тој сакал да ја заведе. Турчинот го избркал Атанаси од својот дом. Така тој повторно се нашол на слобода и тргнал да ги бара своите родители, кои уште кога разбрале дека поминал во исламот, го напуштиле Серес и се вратиле во Солун. Откако ги нашол во Солун, им раскажал за се што му се случило и тие со радост го примиле назад. Атанаси им рекол дека сака да се врати кон Христа и мајка му го благословила да отиде на Света Гора и да се исповеда. Прво дошол во Хиландар, а по извесно време отишол во скитот на манастирот Ксенофонт кај отец Николај, пошто пак се вратил во Хиландар. Таму престојувал уште извесно време, учејќи од стариот духовник Никифор. Но една ноќ, ѓаволот повторно се вмешал во неговиот живот. Без да се јави на старешините, младиот Атанаси побегнал од скитот. Извесно време талкал, а потоа наишол на манастирот Симоно Петра, каде го замолил игуменот да му дозволи да остане. Игуменот му дозволил да остане извесно време, но потоа му рекол да си оди. Атанаси се вратил во Хиландар, но и таму не му дозволиле да остане. Еден од тамошните старци му рекол: со ваквото твое однесување ти не си ни турчин, ни христијанин. Ова многу го погодило Атанаси и тој решил веднаш да се врати кај старецот Никифор, од каде претходно побегнал. Кога дошол таму, паднал пред нозете на Никифор, молејќи го да го прими назад. Старецот се сожалил и го примил, но му наредил да се покај за своите гревови преку долговремен и строг пост и преку голем број метании. Атанаси го исполнил сето тоа и набрго добивајќи ја Божјата благодат, бил замонашен и го добил монашкото име Акаки. Недолго потоа Атанаси, наречен Акаки, објавил дека дошло време да пострада за Христа за да ги откупи своите гревови. Откако добил благослов од игуменот, тој тргнал за Цариград, подготвен да пострада за Христа. Со него бил и старецот Григори. Откако стигнале во црквата Света Богородица во Галата, Свети Акаки се преоблекол како турчин и тргнал да го изврши својот подвиг. Се упатил кај везирот и влегол во неговиот двор. Стражарот го прашал кого бара, а тој смело му одговорил: Јас сум православен христијанин родом од Солун. Кога бев дете на 9 години, вие ме измамивте и јас безумно се одреков од Христос, мојот Бог, и му се починив на ѓаволот служејќи му нему. Во 9 години станав свесен за својата измама и јас огледав лажноста на вашата вера и се вратив со своето срце повторно во својата таткова вера во мојот Господ Исус Христос, вистинскиот Бог.
Откако го кажал ова, свети Акаки го симнал фесот од својата глава, го фрлил на земја и го исплукал. Кога го видел тоа, стражарот почнал безмилосно да го тепа, а потоа го затворил во темница. Следниот ден свети Акаки бил изведен пред везирот и бил убедуван да го прими исламот, но тој смело продолжил да ја брани Христовата вера. Поради тоа везирот го осудил на смрт и наредил следниот ден да му ја отсечат главата. Утредента бил изведен на местото Дактилопорта, каде по патот бил тепан и навредуван од толпата. Потоа му била отсечена главата, а неговата душа била прифатена од војската на ангелите, кои ја однеле на небесата. Тоа се случило на 14. мај 1815 година. По 3 дена, старецот Григори успел да го откупи неговото тело и да го пренесе на Света Гора. Таму моштите на свети Акаки биле погребани под иконата на Пресвета Богородица, во скитот на свети Јован Претеча, кај манастирот Иверон, во келијата на свети Никола, во која тој се подвизувал. Свети маченико Акаки Серски, моли го Бога за нас. Света Ирина Македонска се празнува на 18. мај Нов стил или 5. мај Стар стил. Света Ирина, која пред да се крсти го носела името Пенелопа, живеела во првиот век, а се родила во градот Магедон, Македонија, во семејството на управителот Ликинии. Кога наполнила 6 години, нејзиниот татко изградил кула надвор од градот и таму ја преместил својата ќерка заедно со уште 13 нејзини врснички. Во кулата тој им го подарил сиот раскош, а поставил и статуи од неговите богови, кои требало да ги чуваат девојчињата додека стигнат за мажење. За нивно воспитување била одредена старицата Карија, а за нивно описменување бил ангажиран некој човек Апелијан, кој кришум бил христијанин. Кога Пенелопа наполнила 12 години, Ликиний почнал да размислува за кого да ја омажи. Еден ден, додека таа седела во кулата заедно со старицата Карија, низ прозорецот влетал гулаб со маслиново гранче во клунот, кој го пуштил на масата и одлетал. Веднаш потоа низ другиот прозорец влегол орел со венец во клунот. И тој го спуштил венецот на масата и одлетал. На крајот, низ третиот отворен прозорец влетал гавран со змија во клунот, која исто така ја спуштил на масата и одлетал. Пенелопа и Карија се зачудиле на оваа гледка и веднаш го повикале Апелијан да им го протолкува тоа што го виделе. Тој им рекол дека гулабот ја означувал добрината и смиреноста на Пенелопа, а маслиновото гранче благодатта Божја, која ќе ѝ биде дадена преку незиното крштение. Орелот означувал дека таа победоносно ќе царува над своите страсти, а венецот била наградата што ќе ја добие за тоа од Исус Христос. Гавранот го представувал ѓаволот, кој ќе сакал да и напакости како змијата. На крајот и рекол дека таа ќе биде Христова невеста и дека заради тоа ќе претрпи многу маки. Пенелопа сето ова добро го запомнила. Вечерта дошол таткој и ја прашал за кого сака да се омажи од синовите на соседните кнезови. Таа му рекла да ја остави 7 дена за да размисли. Кога заминал таткој, таа им се обратила на статуите на неговите богови, кажувајќи им дека не сака да се мажи и прашувајќи дали ќе ѝ помогнат да ја зачува својата невиност. Но статуите молчеле затоа што тоа биле обични бездушни предмети. Тогаш таа погледнала кон исток и се помолила на Бога со зборовите: Ако си вистински Бог, ти кого галилејците го проповедаат, те молам кажи ми дали да се омажам или за секогаш да останам девојка. Потоа отишла на спиење, а ноќта во сонот се јавил Божјиот ангел, кој соопштил дека од сега па натаму нема да се вика Пенелопа, туку Ирина,
и дека ќе им пружи утеха на многу несрекни луѓе кои ќе доаѓаат кај неа. Ангелот и рекол дека зборовите на Апелијан се вистинити, затоа што низ неговата уста зборувал Духот Божи. И кажал и дека набргу ќе биде посетена од Божиот човек Тимотеј, кој бил научен на Христовата вера лично од страна на Христовиот апостол Павле. Недолго потоа и навистина во тој крај стигнал светиот апостол Тимотеј, кој бил еден од придружниците на светиот апостол Павле. Тој ја подучил Пенелопа во љубовта кон Бога и во тајните на христијанството, а истовремено ја крстил, ставајќи го името Ирина. Била крстена и старицата Карија заедно со останатите слугинки. Свети Тимотеј им ги оставил посланијата од Свети Павле и си заминал. Тогаш света Ирина почнала да ги проучува посланијата, а идолите на татко и ги фрлила низ прозорецот еден по еден, велејки им: ако сте богови, спасете се сами. Но тие се скршиле на најситни парчиња. По неколку дена дошол татко и за да го слушне нејзиниот одговор околу мажењето. Но света Ирина му кажала дека таа веќе не се вика Пенелопа и дека сега целосно му е посветена на Христа. Ликини и неговата жена отпрвин се вознемириле, но потоа ја прифатиле нејзината одлука. Ја повеле кон градот, каде во пресрет им излегле голем број девици со венци на главите. Но тогаш се вмешал ѓаволот. Ликини се повеќе почнал да негодува заради ваквата одлука на својата ќерка. На својата сопруга и рекол дека попусто ја градел кулата и дека практично ја загубил својата ќерка. Сопругата му одговорила дека таа е среќна што нивната ќерка станала христијанка. Тогаш Ликини се налутил и ја испркал од својот дом. Кога разбрала за тоа, света Ирина отишла кај него и во очи му ја кажала вистината дека тој е жртва на ѓаволот. Тогаш Ликини почнал да ја убедува да се откаже од Христовата вера и да им принесе жртва на неговите богови. Света Ирина го одбила и тој наредил да ја фрлат под копитата на коњите во неговата коњушница. Но таму се случило чудо и коњите не сакале да изгазат, туку еден од нив го нападнал Ликини. Тогаш тој се покајал и самиот станал христијанин, заедно со уште 3000 луѓе. Го напуштил престолот и се преселил во кулата заедно со својата сопруга и семејството, за да може подобро да му служи на Христа. Во меѓувреме, света Ирина продолжила да ја проповеда Христовата вера среде жителите на Македонија. На место на Ликини дошол новиот управител Седекиј. Тој ја повикал света Ирина кај себе и почнал да ја провоцира да ја тера да принесе жртва на паганските богови. Во спротивно и се заканил дека ќе ја мачи, иако била ќерка на великодостојник. Света Ирина му рекла дека слободно може да почне со мачењето, затоа што таа за секогаш ќе остане верна на Христовото име. Тогаш света Ирина била фрлена во дупка со змии, но оттаму излегла неповредена. Седекиј се обидел да ја убие и со други средства, но секогаш се случувале чуда и таа останувала неповредена. Тогаш народот се побунил против него и го испркал од градот. Засрамен, тој умрел по 7 дена. Неговиот син Савах, сакајќи да се одмазди за срамот на својот татко, собрал војска и тргнал против градот Магедон. Жителите на градот се уплашиле, но света Ирина им рекла да не се плашат, туку да се молат на Бога. Господ Исус Христос ги послушал нивните молитви и кај војската на Савах настапило слепило, така што градот Магедон бил спасен. Савах испратил гласника и света Ирина со молба да се помоли на Бога за да им се врати видот. Таа ја послушала молбата и набргу Савах и неговата војска пак прогледале. Тогаш тој се покајал, пошто бил примен од граѓаните за управител. Но по извесно време пак ѓаволот се вмешал, па и управителот Савах почнал да ја провоцира света Ирина и да ја тера да принесе жртва на неговите пагански богови. Откако таа му рекла дека не се откажува од Христа, тој наредил нејзино мачење.
но и овој пат Господ Исус Христос и помогнал. На чудесен начин таа останувала неповредена од мачењето, поради што војската на Савах масовно почнала да преоѓа во христијанството, а тој ненадејно умрел. Така света Ирина останала да ја проповеда верата христијанска во Магедон, а по 3 години отишла во градот Калипол. Таму владеел Номеријан, кој бил брат на Седеки. И овој управител ја повикал кај себе, убедувајќи ја да им принесе жртви на идолите, а потоа и тој наредил да биде мачена. Но на крајот и самиот тешко се разболел и умрел во маки. Потоа света Ирина отишла во градот Константина, но и таму била судена заради ширењето на вистинската вера во Бога. И таму се случило истото. Откако виделе дека не можат да и наштетат со никакви мачења, мнозина поверувале во Христа. Во Константина света Ирина останала да живее 15 години, а оттаму заминала во градот Месемврија, во кој владеел Саворий. Тој наредил да му ја доведат и ја обвинил дека шири магии. Наеднаш го извадил мечот и ја заклал света Ирина. Потоа почнал да го навредува Христовото име, со зборовите дека ако Исус бил Бог, немало да дозволи света Ирина да биде убиена. Но за Господ Исус Христос ништо не е невозможно. Само што била однесена на гробиштата, света Ирина воскреснала и се вратила во градот, следена од голема толпа луѓе, кои не можеле да поверуваат дека таа е повторно жива. Кога ја видел, управителот страшно се уплашил и помолил за прошка, пошто и самиот бил преведен во христијанството. Таму дошол и светиот апостол Тимотеј, кој крстил мнозина жители од тој град. Подосна света Ирина се вратила во Магедон. Таму разбрала дека нејзиниот татко починал. Оттаму отишла во Ефес, каде и се придружил старецот Апелијан. По извесно време, заедно со Апелијан и уште 6 следбеници на Христа, излегла надвор од градот. Дошле до еден празен гроб, во кој светата Ирина легнала и им рекла да ја покријат со камена плоча и да ја остават внатре 4 дена. Тие така и направиле, а кога по 4 дена се вратиле, гробот бил празен. Така тие сватиле дека света Ирина заминала кај Христа. Ова житие било напишано токму од старецот Апелијан. Света маченица Ирина Македонска, моли го Бога за нас. Свети равноапостолни Кирил и Методи се празнуваат на 24 мај, нов стил, или 11 мај, стар стил. Свети Кирил, односно Константин, и неговиот постар брат Методи се македонци, родени и пораснати во Солун, Македонија. Потекнувале од угледно солунско семејство. Нивни родители биле Лав и Марија. Свети Методи најпрвен служил како и неговиот татко во воен чин и бил владетел во едно од кнежествата на Македонската, така наречена Византиска империја. Откако останал таму околу 10 години, согледувајќи ја светската суета, Свети Методи решил да се замонаши во еден од манастирите на планината Олимп. Константин, познат под монашкото име Кирил, бил роден во 827 година. Се школувал во солунските училишта, по кои оделе само децата од поимотните семејства, и од најрана возраст се истакнувал со љубов кон книгата. Речиси не излегувал од дома и постојано читал книги со научни теми, посебно восхитувајќи се од духовната литература. Омилено дело му било учењето на Свети Григори Богослов. По тоа време, на престолот во Македонската империја, тенденциозно наречена Византија, дошол малолетниот цар Михаил заедно со својата мајка Теодора. Еден од воспитувачите на Михаил, знајќи го Константин како паметно дете, го повикал во Цареград да се школува заедно со младиот цар. Таму Константин живеел во домот на воспитувачот, но често престојувал и во царскиот дворец. Поради големиот интерес и познавање на философијата,
бил наречен Константин философ. Сакајќи подолго да го задржат во дворецот, воспитувачот и царицата Теодора се обиделе да го обручат за благочестива девојка, нудејќи му титули и богатства, но откако тој одбил, успеале да го задржат со ракополагање во свештенички чин и вработување во Цариградската библиотека. Подоцна Константин бил поставен и за учител по философија во Цариградското училиште, Магнаурската школа. Во 859 година, Свети Константин бил испратен од македонскиот император Михаил III на својата прва мисија кај сарацените во Сирија. Таму успешно ги проповедал христијанските догми и ја бранел Христовата вера. Откако се вратил, се повлекол кај својот брат Свети Методи на Олимп, поминувајќи време во непрестајна молитва и читајќи ги делата на светите оци. Во 862 година, по иницијатива на цариградскиот патриарх Фотий и со огромна поддршка на царот Михаил III, светите Константин и Методи биле испратени од Македонија кај хазарите на Кримскиот полуостров на брегот на Црно море. Меѓу хазарското население имало евреи, муслимани, христијани и пагани, многобожци, така што тие немале официјална религија. Задача на браќата во оваа дипломатска и верска мисија во хазарскиот каганат била да го утврдат христијанството на оваа територија. Во оваа мисија на Крим, браќата ги откриле и моштите на папата Климент I римски и со верски почести ги положиле во црквата Свети Димитрија во градот Херсон. Дел од моштите понеле и со себе. По успешната мисија кај хазарите, браќата биле испратени во нова мисија кај аланите во градот Фула на источниот брег на Црно море. И оваа мисија успешно ја завршиле, покрстувајќи голем број пагани. Кон крајот на 862 година, Моравскиот кнез Ростислав побарал од македонскиот император Михаил III да му испрати способни христијански учители за заштита на народот од влијанието на германското свештенство и германските мисионери. Така, во 863 година, императорот Михаил на мисија во Велика Моравија ги испратил светите Кирил и Методий. Целосно подготвени за престојната мисија, браќата тргнале со група своји избрани ученици и со голем број црковни книги на изворен македонски јазик. Во Моравија биле дочекани со голема радост и почести. Набрзо потоа отвориле училиште во кое подготвувале свештенослужители и учители за западните словенски народи. Меѓутоа, уште од самиот почеток, нивната дејност наишла на силен отпор кај германските свештеници, кои жестоко се бореле против воведувањето на словенскиот, односно македонскиот јазик во богослужбите и ги обвинувале дека шират туѓа ерес. Сепак, светите браќа успешно ја извршувале својата мисија цели 5 години, а потоа се упатиле кон Рим за да го докажат своето правоверие пред папата. За делото и големината на браќата Константин и Методи дознал и кнезот Коцел од Панонија, кој ги повикал да им помогнат на панонските словени против германизацијата. Свети Константин и Методи останале во Панонија 6 месеци и во тој период го ширеле христијанството и писменоста кај тамошното население. Оттаму, преку Венеција, отпатувале во Рим. Во Рим, браќата со големи почести биле примени од папата Адријан II. Нему му ги предале моштите од Свети Климент I, папа римски. Поради мудроста и пожртвуваноста на Константин и Методи, поради нивната мисија за ширење на христијанството и поради честа која му ја направиле на починатиот папа Климент I, папата Адријан II го признал делото на македонските црковно-просветни дејци како богоугодно и ги осветил словенските, односно македонските црковни книги. Потоа сесрдно одобрил во Велика Моравија и Панонија да се богослужи на македонски јазик. Во Рим, Константин тешко се разболел. Се замонашил во февруари 869 година и по 50 дена починал. Непосредно пред смртта го примил монашкото име Кирил. Пред да се упокои, Свети Кирил го задолжил својот брат Свети Методи
да продолжи со нивното заедничко дело, просветлувањето на словенските народи со светлината на вистинската вера. Свети Методи го молел римскиот папа да дозволи телото на неговиот брат да биде погребано во неговата родна земја Македонија, но папата одлучил моштите на Свети Кирил да останат во Рим. Така, неговото тело со високи верски почести било положено во црквата Свети Климент во Рим, каде што се наоѓа до денешни дни. По смртта на Свети Кирил, папата, по барање на словенскиот кнез Коцел, го испратил Свети Методи во Панонија, ракополагајќи го за архиепископ на Моравија и Панонија на древниот престол на светиот апостол Андроник. Во Панонија, Свети Методи заедно со своите ученици продолжил со богослужење, како и пишување и преведување книги на современ словенски, односно македонски јазик. Ова повторно ги разгневило германските епископи, кои го осудиле на заробеништво во Швабија, каде што претрпел многу страдања 2,5 години. Ослободен по наредба на папата Јован VIII и вратен на архиепископскиот престол, Свети Методи продолжил да го проповеда Евангелието меѓу словените, а го покрстил и чешкиот принц Боривој и неговата сопруга Људмила, која подоцна била канонизирана за маченица, како и еден од полските принцови. Овде, во последните години од својот живот, Свети Методи со помош на своите ученици го превел на современ словенски јазик целиот Стар Завет, освен макавејските книги, како и Номоканот, правилата на светите отци, и светоотечките книги, Старечникот. После долги години на ревностна мисионерска и просветителна дејност, изнемоштен од постојаниот силен притисок од страна на германското духовенство, Свети Методи почувствувал дека се ближи крајот на неговиот живот. Пред да се упокои, го посочил својот ученик Гораст како свој достоен наследник. Светецот го предвидел денот на својата смрт и се упокоил на 19. април 885 година на возраст од околу 60 години. Инаку, важно е да се спомне дека мнозинството житија напишани за светите Кирил и Методи, кои денес се среќаваат, содржат премногу неточни информации. Така, например, јазикот од кој Свети Кирил и Методи и нивните ученици ги преведувале црковните книги не бил никаков грчки, туку дијалект на древномакедонскиот, пелазгиско-протословенски јазик, што црквата во Македонското царство го употребувала во богослужбите, но по подолг многувековен изминат период, во некои делови од пространата Македонија, народот не го разбирал добро, како денес, например, црковнословенскиот. Тоа всушност бил јазикот на кој од давнина зборувале македонците во областа Мореја и е познат како морејски или егејски. Арапите, познати денес како грци, го презеле од македонците и почнале да го користат овој јазик дури по нивното доселување во Мореја. Тие го презеле писмото од древномакедонските феникици. Навистина, илузорно е да се тврди дека во Македонското царство, така наречено Византија, се зборувало на грчки, кога е факт дека во неговите граници немало така наречени грци, односно арапи, освен во некои мали приморски делови во најјужниот дел од полуостровот во Мореја. Сушност, до првите децении на 19. век не биле познати лексичките форми од типот грк, грци, Грција или грчки. Исто, погрешна е информацијата дека пред Свети Кирил и Методи и глаголицата, подоцна реформирана во кирилица од Светиот Климент, македонскиот народ немал писменост. Нашиот народ од давнина користел модифицирана верзија на древното феникиско-македонско писмо црти и рецки, од која многу подоцна, со некои додатни модификации, се образува кирилицата. Денес постојат многу артефакти и научни докази за ова. Да, низ вековите нашиот јазик и азбуката претрпувале измени и реформи, но факт е дека јазикот е жива материја и постојано се менува и усовршува. Најдобар пример за тоа е колку денешниот македонски јазик се променил низ вековите во однос на црковнословенскиот, односно старомакедонскиот, па и денес црковните книги се преведуваат од црковнословенски на овој современ македонски јазик. Иако Свети Кирил и Методи имаат своји одделни празници во текот на годината,
Светата православна црква со особена чест заеднички ги празнува македонските се словенски просветители на 24. мај, како и на 9. август заедно со нивните ученици Климент, Наум, Сава, Горасти Ангелари, како свети седмочисленици. Свети Кирил и Методи, молете го Бога за нас. Свети Моки се празнува на 24. мај, Нов стил, или 11. мај, Стар стил. Свети Моки бил христијански свештеник во македонскиот град Амфипол. За време на царот Диоклецијан почнал жесток прогон врз христијаните, а паганите слободно ги славеле своите празници. Еден ден, за време на прославата на празникот на Дионис, Свети Моки излегол среде народот и почнал да го проповеда христијанството и да укажува на заблудите на паганските верувања. По неколку дена во Амфипол стигнал управникот на македонскиот град Аполонија, кому паганите му кажале за однесувањето на Свети Моки. Заради тоа, светиот бил изведен на суд. Откако и таму ја исповедал верата во Христа, жестоко бил мачен, но сето тоа го издржал, подкрепен од својата љубов кон Христа. Потоа бил прогонет во Цариград, каде бил убиен во 295 година. Нешто подоцна, благоверниот македонски цар Константин Велики изградил црква посветена на овој свет маченик. Свети маченику Моки, моли го Бога за нас. Свети Аргир Солунски се празнува на 24. мај, Нов стил, или 11. мај, Стар стил. Свети Аргир бил роден во околината на Солун и работел кај некој шивач. Еден христијанин од некое место близу Солун направил некаква грешка, поради што бил затворен во Солунскиот затвор. Турскиот судија му рекол дека ќе го осуди на смрт доколку не собере пари за да се откупи. Тогаш затвореникот, за да не биде убиен, изјавил дека ќе се откаже од Христа и ќе го прими исламот. Веднаш бил ослободен и турците го одвеле во некоја мејана за да го почестат и подучат во нивната вера. Тоа го видел младиот 18 годишен Свети Аргир, кој смело влегол во меаната и почнал да го укорува несреќникот зашто се откажува од Спасителот Исус Христос. Кога го слушнале ова, присутните турци му се нафрлиле на Свети Аргир и почнале безмилосно да го тепаат. Потоа и тој бил изведен на суд и бил убедуван да се откаже од Христа и да го прими исламот. На сето ова, Свети Аргир мирно одговорил дека тој е христијанин и дека таков ќе остане. Рекол и дека се радува што ќе пострада во името на Христа. Жестоко бил мачен, пошто бил осуден на смрт и обесен во Солун на 24. мај 1806 година. Свети маченику Аргир Солунски, моли го Бога за нас. Свети Герман, патриарх Цариградски се празнува на 25. мај, Нов стил, или 12. мај, Стар стил. Идниот патриарх Герман бил роден во Константинопол, односно Цариград, во 7. век, во благородничко семејство. Во една мрачна политичка интрига, неговиот татко, еден од првите сенатори во Македонската империја, така наречена Византија, бил погубен по наредба на императорот Константин Погонат, кој владел од 668 до 685 година, а момчето Герман било кастрирано и испратено кај црковното свештенство, каде што длабоко го изучил Светото писмо. Заради светоста на неговиот живот,
Герман бил поставен за епископ во градот Кизик. Светителот цврсто застанал во одбрана на православната вера против иконоборците еретици. Потоа бил назначен за патриарх на Константинопол. Свети Герман со сите сили продолжил да им се спротивставува на иконоборците, предводени од еретичкиот император Лав III и Савријанец, кој владел од 717 до 741 година. Тој бил патриарх 14 години и 5 месеци, а потоа бил принуден од императорот да ја напушти патриаршиската катедра. Бидејќи го осудил императорот за ерес, Лав III дури испратил војници да го претепаат светителот и да го избркаат од патриаршискиот дом. Свети Герман се повлекол во манастир, каде што го поминал остатокот од својот живот. Светиот патриарх Герман се упокоил во 740 година на 95 годишна возраст и бил погребан во манастирот Хора во Константинопол. На Седмиот Вселенски собор во 787 година името на патриархот Герман било запишано во диптихот на светиите. Свети Герман е познат и како црковен писател. Тој бил творец на делото Созерцание на црковни теми или толкување на литургијата, како и на еден труд посветен на објаснување на тешко разбирливи делови од Светото писмо. Напишал и дело за праведниот суд по смртта. Заради богатството на историски информации, значајни се и неговите записи за ересите што се појавувале од апостолско време и за црковните собори што се одржувале за време на владењето на императорот Лав иконоборец. Зачувани се и 3 посланија на патриархот за почитување на иконите, кои биле прочитани на Седмиот Вселенски собор. Меѓу другите негови творби се и химните за пофалба на светиите, како и слова за празниците Поведение во храмот, Благовештение и Успение на Пресвета Богородица и за празникот Обновување на храмот посветен на положување на честниот појас на Пресвета Богородица. Свети Герман Цариградски моли го Бога за нас. Свети маченик Александар, уште наречен Свети Александар Римски, се празнува на 26 мај Нов стил или 13 мај Стар стил. Свети Александар бил 18 годишен војник во војската на царот Максимијан и за него во житијата е запишано дека бил словен. Одрекол да изврши царевата наредба за чествување на римските идоли, заради што му бил предаден на капетанот Тиверијан, или да го посоветува да се откаже од Христа, или да го мачи и да го погуби. Бидејќи сите совети му биле залудни, Тиверијан го зел со себе, го повел низ Македонија кон Цариград, каде што и самиот морал службено да оди. Во секое место низ кое што ќе поминеле, Александар бил жестоко мачен, но секаде излегувале пред него христијаните, молејќи го за благослов и храбрејќи го во подвигот. По него одела и неговата мајка Пименија. Во текот на патувањето, на Александар повеќе пати му се јавувал ангел Господов, блажејќи му ги маките и храбрејќи го. На едно место, наречено Карасура, маченикот со молитвата кон Бога направил чудо. Имено, кога жетта му здодејала и нему и на војниците што го придружувале, тој извел студена вода на суво место. На брегот на реката Ергина, Тиверијан му наредил на джелатот да го заколе Александар и да му го фрли телото во водата. А джелатот, кога замавнал над главата на маченикот, видел наоколу светли Божи ангели и се уплашил, а раката му премалела. Александар го запрашал зошто му премалела раката и тој рекол дека гледа некои светли момчиња околу него. Желен да умре и да се соедини со Господ, Александар му се помолил на Бога да отстапат ангелите, за да не се плаши джелатот. И така, джелатот го посекол со меч во 289 година.
Пименија го извадила од реката телото на нејзиниот син и чесно го погребала. На гробот на маченикот се случувале многу исцеленија. По смртта тој се јавил на мајка си и навестил дека и таа набрзо ќе премине во другиот свет. Свети маченику Александар, моли го Бога за нас. Свети Лав II Ерусалимски, уште наречен Свети Леонти Струмички. Се прославува на 27. мај Нов стил или 14. мај Стар стил. Свети Лав, односно Леонти, се родил во семејството на благочестиви христијани во македонскиот град Струмица или Тивериопол. Кога научил да чита и пишува, почнал да ги проучува тајните на Светото писмо и во душата му се родила желбата да стане монах. По смртта на своите родители, заминал во некоја шума за да се подвизува. По извесно време, отишол во Цариград во манастирот Пресвета Богородица, каде се замонашил. За да го зајакне својот дух и да се избори против гордоста, честопати излегувал по улиците на Цариград, правејќи се дека е луд. Мнозина го навредувале, па дури и тепале, а тој го издржал сето тоа со големо смирение. Бог му го подарил дарот да прави чудеса. Можел во раката да држи жар без да се изгори. По некое време во Цариград стигнал архиереот од Тиверијада, кому Свети Лав почнал да му служи. Потоа заедно заминале за Ерусалим, а Свети Лав останал да се подвизува во манастирот Свети Јован Богослов на островот Патмос. По смртта на тамошниот игумен, тој бил избран за нов игумен. За неговиот свет живот и ревноста набрзо разбрал и македонскиот цар Мануил Комнен, кој владеел од 1143 до 1180 година, и по негова желба Свети Лав бил избран за патриарх на Ерусалим. Тоа се случило во 1176 година. Во тоа време крстоносците саделе римокатолицизам во светата земја, а православните патриарси на Ерусалим биле принудени да живеат во Цариград. Но Свети Леонти веднаш заминал во Палестина. Тој станал единствениот ерусалимски патриарх во екзил кој ја посетил светата земја. Многу жители, откако слушнале за чудата што се случувале преку молитвите на светителот, се собрале во Ерусалим. Но римокатолиците на секој можен начин се мешале во служењето на Свети Леонти, па дури и се обиделе да го убијат. Така, светителот бил принуден да се врати во Константинопол. Од 1180 година Свети Леонти останал на кралскиот двор, служејќи му на Бога и давајќи духовни совети при раководството со империјата. Свети Лав, односно Леонти, се упокоил на 14. мај околу 1186 година. Неговите свети мошти биле положени во храмот посветен на Свети Архангел Михаил. Свети Леонти Струмички, моли го Бога за нас. Свети Стефан Цариградски се празнува на 30. мај Нов стил или 17. мај Стар стил. Свети Стефан, патриарх Цариградски, бил најмладиот син на царот Василий Македонски и брат на царот Лав Мудриот. Тој примил свештенички чин од патриархот Фотиј. Кога патриархот Фотиј бил принуден да го напушти патриаршискиот трон во 886 година, Свети Стефан бил поставен за патриарх на Константинопол. Светецот будно чувал стража над своето духовно стадо, бил милостив и се застапувал за безпомошните, се грижал за вдовиците и сираците и се одликувал со крајно воздржување. Починал мирно во 893 година и бил погребан во Сикелискиот манастир.
Sveti Stefan Carigradski, moli go Boga za nas.